Помина речиси 17 години, кога заедно со еден од најпознатите не само во македонскиве, туку и балканскиве простори и во современава наша насущна денешница, фотограф, камерман, а воедно и дел од менаџерскиот тим на првата приватна телевизија, телевизија А1 Лука Суша, ја посетивме Охридската регија, поточно речено селото Лапила, каде што не пречека мештаните и ни раскажа многу приказни за домајчилнакот на мештаните, за некогашното полно средсело со народ и за се она што е знаено и незнаено за ова населено место, а сето тоа го преточивме во аудио-визуелен запис за утринската програма Рано ден. Помина речиси неполна година од нашата средба со Благоја Тодоровски на манастирската слава посветена на Света Петка Летна во селото Оровник и за ова село да направам документарна репортажа, кога во неврза разговор ме покани да направам репортажа и за неговото родно село Свињишта, кога на сам ден на празникот Свети Климент Охридски, каде што бев дојден во струшкото село Мислешово и за него да направам репортажа, задзвони мојот телефон и кога од другата страна на телефонскиот апарат го слушнав и препознав гласот на Благоја Тодоровски, кој ми велеше: "Почитувани господине Зоране, не знам дали се сеќавате на мене. Јас сум Благоја Тодоровски од селото Свињишта, човекот со кого се запозна во селото Оровник", ми рече. "Се сеќавам, мошне добро се сеќавам, како не се сеќавам", му одговорив. "Од името на местната заедница ве покануваме да ни дојдете на гости во нашето село, да направиш едно убаво слико, онака како што ти умееш да го насликаш. Ве очекуваме да ни го потврдите твоето доаѓање", ми рече. Не пооди долго време, поточно речено неколку дена пред Петков ден, го зедов телефонот, го пронајдов телефонскиот број од Благоја Тодоровски, задзвонив. Воспоставив телефонска врска со бројот кој го бирав. "Добар ден, Благоја Тодоровски од село Свињишта ми треба. Новинарот Зоран го бара", проговорив преку апаратот. "Добар ден, овдека Благоја Тодоровски од село Свињишта. Зоране, ти ли си?" Го слушнав гласот на Благоја Тодоровски од другата страна на телефонската линија. "Јас сум", му одговорив. "Како си ми, Зоране?" ме праша. "Добар сум", му одговорив. "Ќе ме израдуваш ли?" зачудено ме праша. "Кажи им на твоите соселани дека за Петков ден, ова 2024 господово лето, ќе дојдам во Свињишта", му порачав. Ќе им кажам. Те чекаме одамна, сите те чекаме, сите ќе знаат." "Голем мерак ми направи, Зоране, мошне голем мерак, ќе им кажам уште сега", со радост одговори Благоја Тодоровски. Речено сторено, што се вели. Ден по празникот Петков ден за Охридското село Свињишта тргнав мошне рано, народски кажано, во раните утрински сати, со мојот верен сопатник со рускиот КамАЗ, каде што по речиси 2 сати, како што велат србите, лагана вожна, возејќи по речиси 200 километарската патна делница. Скопје Велес, Велес Прилеп, Прилеп Битола, Битола Ресен, Ресен Ѓавато, навлегувајќи во Коселската регија, во самите зори до местноста Падановец, каде што ме пречека мојот пријател, а воедно и првиот меѓу еднаквите свињиштанци од местната заедница село Свињишта, Благоја Тодоровски, заедно со нашиот заеднички пријател Димче Ковилочки, и откако си сторивме здравоживо, заедно се упативме во селото Свињишта, каде што не пречекаа преостанатите 20 жители на ова село, кои останаа верни на своите татковски, дедовски и прадедовски огништа. Навистина се радуваме што те гледаме, Зоране.
Зоране, ете сите ние, сето село тебе ти стоиме на располагање за се што ти треба, затоа што ти лебами не само што добро ги познаваш историски збиднувања во овие краишта, туку и со своето знаење мощне добро го познаваш историското духовно битисување на овие краишта, гледајќите по телевизориве наши. Полна ни е душава што ете Господ полај му нему ми те донесе во нашево село и за ова село да направиш документарен запис, за да остане за веки веков, ми велеа 20-тината преостанати селани од ова село. Твоето име, презиме? Димче Ковиловски. Богоја Костевски. Трајче Ѓорчевски. Дејан Толевски. Благоја Петревски. Ристо Николовски. Почитувани мои, пред да ки нисаме ни селото, моите домајчини ме замолија, најсетне јас да им ги раскажам моите досегашни историографски сознанија за нивното село, копајќи низ македонскиви и балканскиви архиви во изминативе неколку децении, а сетне многуте приказни за нивното родно село, што им ги пренесувале нивните дедовци и баби, и историографските сознанија за нивното село, копајќи исто така низ македонскиви и балканскиви архиви, кои нивните соселани Ристо Николовски и Ѓорѓи Тодоровски ги преточија во монографијата Свиништа, издадена во 2019 година, исто така преточено во оваа документарна репортажа. Нивниот предлог со задоволство го прифатив. Селото Свиништа е денствен природен рај. Тоа е оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија. Богатите културно-историски, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности на ова село му даваат посебност, единственост, репрезентативност и автентичност. Устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старо македонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешново наше современие, се дознава дека во оваа регија, така да речам, урбаното живење било добро организирано. Минатото и сегашноста на Свиништа е премногу за да може да се види со еден поглед, со еден опфат на окото во еден миг. Тоа се безброј пластови на дух и материја, напластени едни на други, со нераскинливи нишки кои го градат долгиот континуитет на свинишкиот живот. За да се дознае дел од вистината, потребно е да се побараат остатоците на творештвото од различните периоди кои се кријат во селскиот атар, испреплетени за превезот на времето. Селото Свиништа илјадници години зрачи на целиот негов простор, како дел на животниот простор, на бригите, пелагонците, пајонците, линкестидите, енгелеаните, десаретите, орестите, еордаите, елимеите, ботијаците, пирејците, алпомите, мигдонците, крестонците, бисалитите, едонисите, сите познати по Хомереовата Илијада, сите сродни по јазик македонски и култура македонска. Селото Свиништа илјадници години зрачи на целиот негов простор, како дел од културниот простор на древна Македонија, како дел на Римската империја, како дел на Источното Римско царство, како дел од Византија, во чиј состав припаѓала и Македонија, чиј владетел, а воедно и основач на Јустинијана Прима, чија наследничка е Охридската архиепископија, во името на Македонската православна црква е императорот Петруш Саватиев, по род македонски, роден во денешното село Таор, во историските записи попознат како Јустинијан Прима, како дел од првата македонска скламинија од втората декада на 7 век,
за време на рексот Хадсон, македонската Склавинија од 674 година за време на рексот Пребон, за време на Свети Климентовата книжевна школа, како дел на мноштвата црковни повелби житија кои датираат од 969 година до 1018 година, за време на владеењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комитопули Арон, Давид, Мојсе и Самоил, посебно за време на владеењето на македонскиот владетел царот Самоил и на македонските владетели царот Иван Владислав и царот Гаврил Радомир од 979 до 1018 година, како дел од владавината на византинскиот император Василий II, кој со Македонија владеел од 1018 до 1025 година, како дел од времето на владавината на македонските кнезови Петар Делјан и Ѓорѓи Војтех, како дел од црковните записи на византинските цареви Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, како дел од македонската средновековна држава, предводена од македонските властелини, царот Стефан Урош IV Душан Немањич, кој со Македонија владеел од 1336 година до 1355 година, како дел од Душановите повелби од 1342 година до 1345 година, каде што селото Свињишта се споменува, посветени за манастира Света Богородица Прилипетна во Охрид, кралот Димитрија Вокашин, кој со Македонија владеел од 1365 година па се до 1371 година, кралот Марко, кој со Македонија владеел од 1371 до 1395 година, како дел од Отоманската империја и како дел на Република Македонија. Свико, Господ сполај му, што се вели, не донасе да дојдеме тука во селото Свињишта, Охридско село. Овде кај тебе, ти си еден од, така да речем, ретките сточари овдека, кој што имаш околу, така да речем, 20 козички, да ми се представиш твоето име, презиме, од која галабија си, како се викаше дедо ти, баба ти, по татко ти, дедо ти и баба ти по мајка ти, и како се викаше татко ти и мајка ти. Многу надолго и нашироко. Ај, чуеме сурет. Крсте Петрески. Така? Татко ми Науме. Мајка ми Вроса. Так. Мајка ти од кај беше таа? Таа е од Свиништа исто. Од Свиништа. Така. Вроса се викаше. Така. А пак дедо ти како се викаше? Коте. Така. Баба ти? Стојна. Како се викаше дедо ти по мајка ти? Велјан. А баба ти? Велјаница. Така. Сега вака едно. Колку вие браќа и сестри сте? Ние сме четворица брајца и една сестра. Така. Домајчиката од кај ти беше? Твојата домајчика? Од Свиништа. Од Свињиште? Да. Како се викаше? Родна. Така. Како се зедовте? Зимно време, пролетно, есено, бегалка? Зимно време. Стварно? За Нова година. За Нова година? Да. Ти направи свадба? Да, сте направи. Така. Колку Господ Челад ви даде? Две. Машки и женски? Машки и женски. Како се викаат? Лупчо и Гордана. Женете одомени? Маже на женето. Колку нучине имаш? 4. Како се викаат? Од сидми Алана и Лейла. Така? Чупина си. А пак од ќерка ми се Благојче и Маја. Кој ти се побили, првото или сигарето? Исти се. Исти се, а? Исти се ти. Така. За мене исти Так. се. Кој ти е куќна слава тебе? Нас ни е Водици, Божик, Василица. Овдека во село, кој ти се комши заедно за лошо? Комши Бале Петрески. Само не се тие тука, порано. Ида тука. Так. Кој ќе... Сега немат. Сега сите се Охрид. Так. Ѓорѓија, Тодорос. Так. Кој ќе се видите, што си му обетите? Се му обетиме. Ево го тука е, комшија. Така е. Овдека колку козички имаш? Ја? 16.
Вака се едно рекол, има некои имена, вака од косите, пошто кој ќе свикаш мора да те слуша. Има тома, имена му има клајанов како луѓе во шугуму. Ако може да ми кажеш некоја. Марија, Така, Руса. така. Не стои на не. Дорека, Јарецов, Прчок, какво име има? Шутко го вика. Шутко го вика, да? А многу ми навелат кога ќе дојди гостин во било кое село, во било кое куќа, куќето ќе го пречека. И да бидам искрен, куќето ќе ме пречека и многу пати велат старите, ако куќето така убаво замавта со пачето, му кажува дека кај домајчино му доаѓа гостин со убави намери. Да. Како му е името на куќено? Мурго. Мурго, а? Така, да се ми здрави жив. Да си здрави живи и вие. Да ви се живи фамилии на сите. Амин, Господе. Господ здравие и најубајна додава. Чуте, Господе. Обстојувањето на селото Свиништа е забележено во Томанскиот пописен тапи дефтер број 8 од 1436 година за време на владењето на Томанскиот султан Бајазид II, каде што селото припаѓало на румелискиот беглер Беглус, со чии атар раководеле Амет Балабан бек и Сари Мула бек. Во пописниот дефтер спроведен од страна на отоманскиот падишак по пропаѓањето на македонското востание предводено од Ѓорѓија Кастриот, внук на кралот Марко по мајкина лоза, во 1467 година, во пописниот од 1467 година, во пописниот дефтер број 508 од 1477 година, во пописниот дефтер од 1560 година, во пописниот дефтер од 1562 година, каде што дел од атарот припаѓал на вакуфот на Саид Паша, а преостанатиот дел од атарот на вакуфот на Устреф ага и на вакуфот на Демо ага. Селото е забележено и во томанските пописни дефтери од 1565 година, 1570 година, а во пописниот дефтер од 1582 година е забележено дека селото бројало 40 домаќинства, а припаѓало на Охридската каза и имало статус на дервенџичко село, каде што за безбедноста на патот кон Демир Хисар постојала стража на местноста викана Буково. Во втората половина на 17 век селото му припаѓало на тимарот Адем Паша, чии негови неколку чифлици ги раководеле Дожан ага, Кара Мустафа бек, Абдул ага, Сейди бек, Јолдаш бек и Назис Ахмед бек. Според отоманскиот пописен дефтер од 1867 година, селото броело 44 рискијански домаќинства. Пред крајот на турското владење, собственици на чифлиците во селото Свиништа биле Хажи Шукри бек, Адил бек, Каза Сага, Аџи Абдула бек и Аџи Рауф бек. Според податоците од 1873 година, селото имало 60 домаќинства и 166 жители, од кои 146 православни и 20 македонци со мухамеданска вероисповест. Кон крајот на отоманското владење во селото Свиништа постоеле 4 чифлизи, чии чифли сајбии биле Малик бек, Сали ага, Рифат Ефенди, а името на четвртиот чифлик Сабија не му е познато, каде што своји живеалишта имале изградено покрај постојните селани и чифчиите кои работеле на чифлиците на претходно споменатите бегови. Еве овде се наоѓаме во селото Свиништа. Кај Благоја Петровски. Така. Од кој галабија си? Котевци, Така. Како се викаше дедо ти? Тодор, Баба ти? Сугра, Дедо ти по мајка ти? Лясе, А баба ти по мајка ти? Паса, Мајка ти од кај беше? од Блажевци, Така се викаше. Стојна, Колку браќа и сестри сте? 4 сестри и 20 браќа, Така. Домаќиката твоја од кај беше? од Свиништа, Така се викаше. Нада, Од која фамилија?
Здравевци. Колку господ Чевел би дане? Женско и машко. Од домени? Од домени. Колку внучине имаш? Учили имам 4. Како се викаат? Викторија на факултет е во Прилеп. Така? Детето тука ми е. А детата од ќерка ми се на работа. Едниот учи за младика. Така? Другиот, Туни, а другиот работи во Коста. Кои се помени првото или стокарето? Исто. Прстите болат, исти се. Да се ми здрави жив. Хвала. Дека ова село на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија Патријаршија 1394 и 1767 од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев, во историографскиот документ во научниот труд Топографски и етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ за селото Свињишта внесен за годината 1889 година е забележано дека во тој временски период во селото живееле 74 брачни парови, а селото броело 340 жители. Во книгата Етнографија на вилаетите Андријанопол, Монастир и Салоника се вели дека во 1873 година селото имало 40 домаќинства и 230 жители. Според податоците на Васил Крнчов внесени во историографскиот запис Македонија, етнографија и статистика од 1900 година е забележено дека селото броело 440 жители. Истиот податок е забележан и во историографскиот запис на Димитар Мишев во неговата книга Македонија и незината популација од 1905 година, каде што селото броело 440 жители. На етнографската карта на Битолскиот вилајат од 1901 година Свињишта е представено како чисто македонско село во Охридската каза на Битолскиот Санчак со 60 куќи. Според податоците на Охридскиот началник, кој датира за годината 1914 година, селото Свињишта броело 504 жители. Според официјалниот попис на населението од страната на Кралство Југославија за годината 1921 селото броело 516 жители. Според германската карта издадена во 1941 година, а заснована на пописот на Кралство Југославија од 1938 година, селото имало 650 жители. Дека селото Свињишта на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и светски размери антрополози и географи доктор Јован Трифуновски, Охридска стручката област, издадена во Белград во 1992 година, за селото го забележал следново. Ова село се наоѓа во Коселска околија, сместено на западните ограници на Плакинска планина. Од самиот град Охрид е оддалечено 18 км и 3 км од магистралата Косел-Ресен. Свињишта е планинско село во околината на градот Охрид, на самата граница со соседната област Демир-Хисар. Селото е од збиен тип и се дели на 5 мала: Горна мала, Долна мала, Смилевско мало, Чавдаровско мало и Муренско мало. Насред селото се наоѓа селската кооперација, на местото каде што порано се наоѓала училишната зграда.
На западната страна од селото се наоѓа новата училишна зграда, изградена во 1955 година. Свињишта се граничи со атарите на селата и тоа на југозапад, југ и југоисток со селата Завој и Горно Круше, на исток со селото Вирово, на север со Плајке и Речица и на запад со селото Опеница. Мештаните со вода за пиење се снабдуваат од изворите Дувло, Бразда, Сопот, Грагоројца, Вирот Петрев, Вирот Ламбев, Кобел, Зулјан, Брезовец, Буково, Горни Друм, Длабока Падина, Извор, Стрнко, Клаинец, Маушинец и Горно Дабје. Во селото се наоѓаат и 4 чешми и 10 пунари. Во селото Свињишта регистрирани се 230 викани места, каде што дел од виканите места се наречени според имињата и прекарите на видни луѓе од селото, други пак местности името го добиле според релјефот, хидрографијата, флората и фауната во селото. Во селото Свињишта постојат местности чии нивни имиња имаат верско значење. Најпознати местни имиња се Исток, Еврејка, Брноец, Колче, Милошев Рид, Буково, Голи Врв, Длабока Падина, Средни Рид, Соп, Света Недела, Сопирачиште и други. Секое село кога ќе човек ќе пролиста по оние историски записи, има приказните за историчкото битесување на било кое село се заснова исто така и како на устните преданија, легендите, митовите, но се заснова исто така и според археолошките локалитети. Колку археолошки локалитети има селото Свињишта? Може ли да ми наброите и нешто поопшто на залив, каде тие се наоѓаат? Во историјата и археолозите во своите истражувања кажуваат дека живот на овие простори постоел измеѓу 5 и 7.000 години. Што значи дека сепак постоел живот, иако е просторот со високи ридови, најверојатно заради тоа го избирале, бидејќи чувствувале некоја поголема сигурност и стратешко значење, а можеби и поради тоа што тука минувал и патот Вија Игнација, со цел да бидат повеќе заштитени, па затоа и формирале населби на овие простори. На овој простор, на овие високи ридови. Моментално се наоѓаме на археолошко наоѓалиште викано Дабје, кое што се наоѓа веднаш позади овој во близина, значи на нас, на едно 40 метра. Всушност просторот е означен во квадрат 30 на 30, се наоѓа тука дабови дрвја. Се сеќавам како дете дека ние поминувме често тука, дека имаше високи дабови, стари, кои што корените им беа излезени, често ни асоцира на корените на нашите предци, на нашиот извор на постоење и битисување. Значи на овој простор археолозите откриле дека постоел сакрален објект, црква, во која што нашите предци ги задоволувале своите верски чувства и потреби. Црквата се вика Стара Света Недела и ево во последно време таа се обновува и се наоѓа во фаза на изградба на ниво на карабина и секако дека ќе биде за известно време подготвена за користење и за задоволување на потребите на жителите на село Свињишта и на другите добронамерни луѓе. Веднаш на 4 до 5 километри југо-источно се наоѓа археолошкото наоѓалиште манастириште. Исто така откриле археолозите дека има артефакти и остатоци од сакрални објекти, каде што жителите и таму на тој дел ги задоволиле своите религиозни
потреби. Меѓутоа, истражувањата не се исцело направени и треба се уште да се работи на откривање во однос на тоа од кој период се и зашто служеле и кому му служеле. Исто така, во непосредна близина на едно 60 до 70 метри не се гледа од овие дрва. Се наоѓа местото Грнечки дол како археолошко наоѓалиште, затоа што додека селаните ја обработувале земјата, наоѓале доста садови како артефакти од керамика, кои што ги користеле за чување на жито и за други потреби. Меѓутоа, голем дел од нив се наоѓаат во музеот во Охрид. Многу значаен објект кој што е од стратешко значење се наоѓа на археолошкото наоѓалиште Пирчишта, кој што се наоѓа на 2 до 3 километри воздушна линија од нас и на тоа место се наоѓаат рушевини, зидини, кои што кажуваат дека тука имало утврдувања и служило како заштитен бедем. Во близина на ова археолошко наоѓалиште се наоѓа и местото викано Цветко ливадиште, каде што се најдени питоси во кои што исто така собственикот на таа нива кај што кај што се најдени двата артефакти на питоси чувал во нив жито подолго време, меѓутоа тие артефакти се предадени на Заводот за заштита на споменици музеј Охрид. На 5 до 6 километри од овде посади, значи западно од село Свиништа, се наоѓа археолошко наоѓалиште познато како Црвеница. Ова археолошко наоѓалиште е откриено 1955 година, кога се работел патот Охрид-Ресен-Битола, конкретно кога се изведувал мостот во местноста викана Прентов мост, и тога се откриени околу 140 гробници, од кои што еден дел биле од периодот на македонско-хеленскиот период. Пронајдени се артефакти од злато, белегзи, прстени, наваквици, гердани од златен материјал, од злато, и исто така истите се наоѓаат во музеот во Охрид, а додека пак еден дел, всушност погорниот дел е од раниот 10 до 13 век, во раниот, значи среден период, раниот среден век, период од 10 до 13 век. Тука се најдени артефакти од бронза, исто така прстени, гердани, раквици и други садови, а исто така пронајдени се и керамички материјали кои што се употребувале за како садови и се ставале во гробовите на покојниците, на луѓето кои што биле погребани тука. Со проектот раководел археологот Лактов од Охрид, и истиот бидејќи порано почина, материјалите кои што ги има собирано не се доволно обработени, на што престои на идните археолози да го доработат тој материјал и да дадат попрецизна слика за она што се случувало во тој период на кој што се однесуваат истите.
Доктор Јован Трифуновски во својот научен труд Охридската столичка област за семејните лози во селото Свињишта го забележал следното. Семејните родовски лози во селото Свињишта се доселенички. Староседелски родовски лози се Алексовци, Аџиовци, Абаџовци, Блажевци, Богојовци, Бучковци, Горчаровци, Ѓоревци, Здравевци, Илиовци, Јанкуловци, Јакуловци, Јосифовци, Каревци, Кашкаровци, Костевци, Костадиновци, Кузмановци, Крстановци, Лазевци, Мирчевци, Муренковци, Наумовци, Огненовци, Рочовци, Радевци, Сагламовци, Смилевци, Шпирковци, Ставревци, Стојановци, Таневци, Толевци, Трајковци, Цветановци, Чавдаровци и Шмаговци. Јован Трифуновски во својот научен труд Охридската столичка област за селото Свињишта го забележал следното. Втората половина на 18 век за Свињишта е период на обновување на селото испразнето со пустошењето на арнаутскиот башибозук кој броел околу 200 рами и силеџи уништен од отомашкиот падишах. Меѓу првите знаци на обнова на селото се изградбата на претходно разорнатите цркви, Соборната црква Свети Никола, црквата Упокоение на Пресвета Богородица и црквата Света Ирина, сите изградени врз темели од ранохристијански базилики. Селото Свињишта е едно село, така да речем, кој што, како што вели народот, колку семени родови, колку мала, толку цркви и манастири. Каде што од памтивека па до ден денешен во селото Свињишта се изведуваат православните христијански обреди, обичаи и јадети. Но се разбира дека секоја црква и секој манастир си има свој црковен, односно манастирски одбор. Ти си првиот меѓу однаквите во манастирска црковни одбор, ама се и Питроп во овие сите обрчуја цркви и манастири. Твоето име, презиме? Богој Костевски. Така? Јас овде служам од 96-та како во управниот одбор. Од 2000 година назначен како епитроп во црквата и за Свети Никола и за Света Богородица и сега за Света Недела, за сите манастири. Јас служам на манастирите и на народот. Колку члена брои црковниот одбор? Црковниот одбор се 6 члена. Ќе може ли да ми ги кажеш по имена кои се? Можам, сите ќе ти представам имената. Саше, Борче, Дејан, Васко, Нове, Аце и јас во одборот сум член. Така. Борче уште и други Борче имат. Так. И Лупчо. Така. Што е тоа што те влече, да речем, да Мене видиш? ме завлече, да ти кажа, мене покојната ме назначи, мене ме бара уште 96-та година, не можев така да прифата во државната работа, пак поново ме понуди и жената покојна ми рече, не можеш да откажи од црквата, ќе мора да служиш и вистина е послуша покојната и почна да продолжа во одборот. Тога почна трпезаријата како почнете во одборот и после години работе, сите работи што треба, сите одбори и 2000 година ме назначија, кога се смена управниот одбор, ме назначија како епитроп и сега служам Така. сите работи. Напомна, твојата сопруга е почината, како и беше името? Ленка Костевска. Така, таа од кај беше? Од село најблиски комши бевне Костевска. Од која Галабија? Од која фамилија? Од фамилија од Наумовци Ѓорѓе татко се викаше. Так. Може ли да си присетиш како се селото беше летно, пролетно, зимно, есенно време? Со Арнот и да бегалка? На Среден Божик Северивне. Така. Среден Божик Северивне, почетокот на ферор свадба направине и така животот го сега пред 50 годишнина прославивне е така и се разболи и почина. Што вика старите, сите сарајќи заминуваме, што се вели. Заминува, така. Колку Господ чела ви даде?
пчела ми даде две дечи, син ми Гоце се викат, ќерка ми Ленка се викат, Така, она ќерка ми Снежа. Така. Мајка е на Така. Снежана, таа ми е мажена во село Ложани, во Срушко си имат 5 момичиња си имат. како Ќерка ми, така? а син ми имат и син и момиче, внука ми е мажена си има 2, имам правнучина. Кој ти се најмили, првото или последното? И последното и првото сите ми се најмили. Нека ти се- Дај Господ уште поќе да има да се множи фамилијата. Чулте Господ, амин Господе. Амин Господе. Јован Трифуновски во својот научен труд Охридско-Струшката област за селото Свињишта го забележал следното. Во подалечното минато, мештаните од селото Свињишта учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отомашкото владење, како што е во стелието на Ѓорџија Кастриот. Исто така, во периодот под османлиско робство, од страна на мештаните се појавуваат одредени индивидуални форми на отпор. Ваквите настани влијаеле да се разбуди и разгори националната свест кај населението која со години била потискана. Мештаните од селото Свињишта учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за создавање на самостојна македонска држава, како во пред-илинденскиот, илинденскиот и по-илинденскиот период. Во времето на Балканските и Првата светска војна, состојбата воопшто не се променила, напротив, како и безброј други македонци, така и многумина свиништанци ги оставиле своите животи бранејќи туѓи интереси. Појавата на социјалните движења во Европа и светот во периодот пред Втората светска војна ги натерало жителите од ова село без размислување да се вклучат во новите прогресивни движења, надевајќи се на подобар живот. Свиништанци активно се вклучиле и во народно-ослободителната борба. Можам да кажам подетално, меѓутоа кратко за гледачите, дека овај дел овде, Свиништа, заедно со Ридот, што префрлят Битолско и Демир Кисар и Крушево, значи бил центарот на вооружените чети кои што се движеле, се воочувале и се спремале за востане. Мојот прадедо исто бил еден од главните организатори, но бил, покажуваме пак на дедо му, кој бил татко му бил тој, одел дури во Солун да купат, да набует оружје, преку Корча и Поградец го носеле по разни канали. Погото интересно е, од Поградец го носеле со чунчина, со кајчина оружјето, кога врнело или било магловито, бидејќи имало кула. Дека што сега светина, имало стража, и оттаму со светло, со знаци му давале и под конјско, со коњи го зема оружје, го носеле и навака во овие села. Сега, многу интересно што Христо Узунов, еден од најголемите патриоти, мојот прадедо и крушевските востаници од Никола Карев, кој имено може ке најми во емисија може да каже дека неговите прадедовци, потомци, поготоа дедо му Цветко, потекнува од ова село, што значи јас поврзувајќи ги историјата, може нашите некојаш фамилии дошле оттаму и тоа ме асоцира романот или сознанијата на Киров Мајски, дека тој таму бил учител и разни работи, дека таму се одело и се движело и поготоа што овој дел, и кажувам на дедо ми, нашата куќа била центар на разни кираџи, не знам, дедо ми одел в град, тргувал и пред востанието, за жалко, ко секаде, дедо ми бил предаден, не може да фатат никако, со една уцена, дошле војска во селото, го повикале татко му дале писмо од царот, дека Тодор, жив или мртов, мора да го фатат, да го донесат. И во моментот тие кога му кажале
на стариот на татко му, тој му рекол, не е можно, моето дете, немојте. А ако има нешто направено, ако имате доказ, вие судете го. И одет му кажуват на Тодора, тој бил кај овците, и тој видел првин отпор што не знам како што дапред, и му рекол, јас морам да одам, да се предам. Затоа што пиши дека ако не одам, целата фамилија Така е, ќе ја да. земате и ќе ја ликвидира. И сите почна плачат, татко, мајко, никако му рекле бегај, четата, не оди. Не рекол, мојата глава не е поскапа од вашите. Деца, жена, јас ќе одам. И накратко, тоа е голема историја, пишувана од многу писатели. Дедо ми кажуваше имало на бугарски книги. Јас најдов, после тој ми остај, дедо ми како она што се вика аманет, да и најш книгите, да читаш за дедо ти, бил голем херој. И пишуват Никола Петров Русински, неговиот пријател пишуват Христо Зунов. Значи, биле многу силно организирани, макар што не биле за востание и на конгресот во Смилево ги надгласале тие, да не речам што биле можда пробугарски, да се дигне прерано востанието. Така овдека, што викате вие, востанието биле пред време организирано, овдека во тој збег, Рашанец, пред скоро месец дена тие веќе се припремале. Народот го однесле таму, направиле фурни за леп, печење и сите други работи. Востаничките 4 околу биле распоредени и чекале да дојде денот за востание и имале одредени цел да нападнат кулата кај Прентос, мостот ако треба да рушат и други некои работи. Меѓутоа, ти тука се дешава трагедија. Еден човек у име Велјан, Славески со мајка му, налютен што му земале од овците и јагнињата, ошо кај турците, ги предал востаниците, му кажал точно која чета кај шо е и тие пред востанието од сите страни ги напаѓаат. Се води жестока борба цел ден до ноќта, до вечерта и кога му снемуваат куршуми на востаниците, тие практично голем дел скокет од камења за да спаса живот. И така после настанува хаос, многу жртви. Тоа е филм еден што мора да се сними. Тука е една од најголемите битки во Македонија после Крушево и тоа треба, значи, спомен нашите деца и овие се кои така лесно се одрекват од името, не смеат тоа да оправат. Значи, нашите предци многу жртви се даени за ова, кога скокале ти од камења се убивале, викале Македонија, да ја жива Македонија. А сега ние многу лесно викаме, што е важно Македонија, важно да дојме во Европа. Македонски револуционери родени во селото Свињишта се војводата Демир Трајко, Никола Киров Демиров Мајски, Никола Карев, Ангелен Наумов Мутенков, Мирче Петров Смилев, Тодор Ѓорчев Николов, Климе Митров Аджиов, Диме Наумов Муренков, Насте Котев Наумов, Ѓорѓи Митрев Огренов, Ѓоре Јонов Смилев и Јонче Богоев Трајчев. Од селото Свињишта учесници во народно-ослободителната борба биле Спасе Петрески, Илјо Блажевски и Климе Митевски. Во 1944 година во Свињишта е формиран првиот народно-ослободителен одбор. Од 1944 година до 1945 година Свињишта припаѓа на околискиот народно-ослободителен одбор со седиште во селото Косел. Од 1945 година до 1950 година селото е дел од Коселската општина. Во периодот од 1950 година па се до 1952 година селото припаѓа на општината Речица, во која влегувале селата Плаќе, Речица и Свињишта. Во периодот од 1952 година до 1955 година селото било дел од тогашната општина Косел, во која покрај селото Свињишта припаѓале и селата Вапила, Горно Лакочареј, Долно Лакочареј, Завој, Косел, Куратица, Ливоишта, Опеница, Орман, Плаќе, Расино, Речица и Сируа.
Селото Свињишта во 1900 година броело 475 жители, во 1905 година 470 жители, во 1948 година 744 жители, во 1953 година 840 жители, во 1961 година 833 жители, во 1971 година 700 жители, во 1981 година 354 жители, во 1991 година 136 жители. Доктор Јован Трифуновски во својот научен труд Охридската струшка област за селото Свињишта го забележал следното. Оскудното плодно поле ги приморало мештаните својата екзистенција да ја наоѓаат на печалба, чиј традиционален печалбарски начин на живење од година во година се поголем замав земало. Печалбарската традиција речиси никогаш не прекинала. Покрај тоа што многу мештани од селото биле на печалба во тогашните балкански престолнини, семејствата многу успешно стопанисувале и со своите, иако оскудни имоти, обработувајќи ја земјата и одгледувајќи добиток за вршење на земјоделските работи и за домашни потреби. Веле луѓето најмногу од земјоделие, ама најмногу од сточарство. Бидејќи е ридести терено, стрмен, не успеваат, мислам, не било погодно за добра обработка на земјиштето, а посебно побитно било сточарството. Колку, да речеме, овај секоја фамилија имало, колку броело овај стадот овци, да речеме, кози? Во селово се смета дека имало и овци и кози вкупно, околу 5000 грла. Така? А земено по просек на семејство негде околу 50 овци и кози. Некој семејство имало повеќе, некој семејство помалку, во просек е околу 50. Така, каде оделе на пазар? На пазар оделе во Охрид и во Ресен. Роселе, Ќумур, Јаглен, исто и во Ресен исто да го правиле. Кога секој добронамерник ќе дојде во селото Свињишта и кога ќе прошета низ селските сокачиња и пачиња, покрај тоа што ќе ја види старата традиционална македонска чаршишка селска архитектура, која се карактеризира со приземје изидано од камен, каде се наоѓале просториите за чување на добитокот и амбарите за жито, и кат изграден од камен и плитар, опашен со вертикални и хоризонтални греди и летви, ковани со штички и испреплетени прачки, материсани со глинена кал измешана со слама, со задолжителен чардак и огниште, старите дворишта, некои поголеми, некои помали, но сите оградени со дебели големи ѕидови и со големи тешки порти, ќе го воочи и она новото кое допрва надоаѓа, а кое говори дека селото Свињишта не е заборавено село. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во селото Свињишта ден по верската слава Петковден, ова 2024 Господово лето, по покана на преостанатите 20 на жители од ова село, каде што моите домајчини ме заболија најсетне јас да им ги раскажам моите досегашни историографски сознанија за ниното село, копајќи низ македонскиве и балканскиве архиви, а сетне многуте приказни за ниното родно село, што ним им ги раскажувале нивните дедовци и баби, и историографските сознанија за ниното село, копајќи низ македонскиви и балканскиве архиви, кои нивните соселани Ристо Николовски и Ѓорѓија Тодоровски ги преточија во монографијата Свињишта, издадена во 2019 година, исто така преточено во оваа документарна репортажа. Почитувани мои,
Историографските сознанија за селото Свињишта, преточена во монографијата со наслов Свињишта од авторите Ристо Николовски и Ѓорѓи Тодоровски, ќе ви пренесам во наредната репортажа.